На големо се слави Свети Василий Велики во Штип. Црквите со отворени капи и верниот народ со силна молитва пред неговата икона, посакувајќи здравие, среќа и мир. Светиот Василий е огнен столб на црквата, еден од трите носечки столбови на учењето на црквата, заедно со светите Григорий Богослов и Јован Златоуст. Називот Велики малкумина го добиваат во црквата, а Свети Василий е еден од тие ретки што го добиле овој епитет поради неговиот свет и восфалуван живот. Колку Свети Василий се празнува и денес. Па се знае, здравие, среќа, убавина, мир во свето. Па вела старите, биреќи ето полето, у куќа, кувет, стока, жива, здрава и така тоа се. Празнували се од време Василица? Празнува се. Па едно време стаите ќе станат, ќе усукат баница, па ќе си направат обичаи, и стока ќе посетат, и народ ќе повикат, суровари се бале ќе поминат и така. Демек, кога се вија некрстените води, повише влијало нели негативноста и таа негативност со тај начин се исчезнувало, па колку е сигурно, еден Господ знае. На верници денеска ќе посакаме многу здравие, среќа и берекетно да биде годината. Па обича тие помладите така навечер, хајде на имете ќе дојдеме. Кој имен ден празнува денес? Па Васе, Васка, Василий, тие имиња денеска се обич. Среќа, здравие и се останато да. Да. Мислам дека од време да. Тие се семени празници, така да на сите здравие, среќа, благодет и се најдобро. Да. Додека ме држи здравие, и месам и сукам. Но кој бил всушност Свети Василий Велики дури бил на земјата? Свети Василий Велики е роден во Кесарија Кападокиска и како мал бил пратен во Атина да учи филозофија и сите други световни науки заедно со Свети Григорий Богослов и принцот Јулијан кој подоцна станува императорот Јулијан Отпадник кој ги гонел христијаните. Одејќи во поход императорот нечестив Јулијан дошол и во Кесарија Кападокиска и на Свети Василий му рекол дека кога ќе се врати од походот сака целото богатство што го имаат граѓаните да му го дадат нему за да не го запали градот Кесарија. Свети Василий уплашен од состојбата која наредил императорот им рекол на граѓаните да секој што има дома злато, накит или пари да ги донесат за да кога ќе се врати императорот да му ги предадат за да ги остави да живеат во мир. Но императорот загинал во таа војна и кога дошол гласот до Свети Василий дека императорот нема да се врати, Свети Василий не знаел како да го врати богатството на оние кои што го дале. Па затоа по Божја промисла им наредил на градските пекари да замесат лепчиња и во секој лепче да стават по парче од златото, од накитот или паричка, па да се подели на луѓето. И чудото Господово се јавило тогаш, секој што го добил лепчето, кога го прекршил, го нашол внатре, се она што го тој лично дал. Од тогаш останува традиција во нашата православна црква, вечерта на Свети Василий Велики, во навечерието на празникот Свети Василий Велики или Стара Нова година, да се прави лепче и да се стави во него паричка и да се прекрши. Инаку празникот менува ден никогаш датум. Секогаш се празнува на 14 јануари. Празник кој според верувањата има голема сила за изгонување на нечестивиот и за внесување мир и љубов во семејството.